Дефицитот на кадар најмногу се забележува во градежништвото, угостителството и производството. Ова, впрочем, се и најбараните профили на работници кои се бараат од страна на работодавачите. Но наместо македонски државјани да се вработуваат заради се поспецифичните барања на работодавачите, се вработуваат работници од странство кои ги исполнуваат условите. Од Агенцијата за вработување велат дека ова е се почесто, иако тие се трудат да ги задржат младите дома да работат, но и оние кои учеле во странство да се вратат назад во државата. Најголем профил кој што го бараат стопанствениците се од областа на градежништвото, од областа на гостителството, од областа на производството. Тие се дефицитарен кадар во моментов на пазарот на трудот, но секако Агенцијата за вработување и натака ќе се труди да ја поттикне нивната, да превзема мерки за поттикнување и подигнување на нивната вработливост. Така да дефицитарниот кадар во моментов дури е и причина да и специфичните барања кои што ги имаат работодавачите во поглед на не само на образованието на кандидатите кои што го имаат, туку и некои дополнителни вештини и знаења кои што ги бараат, дополнителни сертификати се и причина да доколку не најдат соодветна работна сила да се одлучат да вработуваат странски државјани. Изборот за пополнување на работни места е на самиот работодавач, вели Пешова. Улогата на Агенцијата за вработување е да го испита пазарот на трудот и исполнитоста на квотата за вработување на странски државјани. Често пати работодавачите имаат специфични барања кои што ги нема расположливиот кадар кој што е на евиденција на Агенцијата за вработување. Значи често пати бараат разни видови низа на сертификати кои што баш тие се причина за да мора да се одлучат да го пополнат работното место со странски државјанин. Повторно ќе напоменам дека одлуката за изборот на кандидатот е на самиот работодавач. До сега се издадени 5000 позитивни мислења од страна на Агенцијата за вработување за странски државјани, а годишната квота е 20.000.